Потворам пресуд под повод на Сојузот на ромите и као пратеник од Собрание на Република Македонија. Значи, првенствено партијата, па после пратеникот. Значи, Сојузот на ромите на Република Македонија, знаете сите дека е парламентарна партија во парламентот. Нашата политичка партија заседаваше и се работи токму околу референдумот на Република Македонија. Ние, ромите во Република Македонија, сите знаете дека увек и првиот референдум кога беше за Република Македонија за самостојување на Република Македонија, ние дадовме најголем прилог и највише роми гласава, 98,3% излезеност од ромите. И првиот референдум што почна со Киро Глигоров, првата кампања почна од шуторизари за Република Македонија. Значи, за Македонија. А исто сега, ромите сме уклучени во Република Македонија. Во Република Македонија, знаете дека ромите ги поседуваме сите права, сме во преамбулата и уставот на Република Македонија. Ромите се увек лојални во Република Македонија, кај што живеат во својата држава. Нормално и увек ние узвракаме на својата држава за добровид, кога треба во нашата држава да се донесе некој закон или нешто треба важно во нашата држава Република Македонија. Ние сме тука, лојални граѓани сме, лојални политичари сме, увек застануваме од страната на државата, кога во интерес се работи на државата, во корист на државата, ние сме ромите лојални. И увек даваме се што можеме од себе и за тоа овој пат председателството Сојузот на ромите заседаваше и со 35 политички ограноци од Сојузот на ромите во Република Македонија. Ке работиме, значи, скопските општини кај што има роми и надвор од Скопје, значи тоа се 35 општини. Донесовме одлука дека ќе го поддржиме референдумот и ќе гласаме за интерес за Република Македонија, за македонскиот народ, за македонските граѓани, а исто у тие граѓани спаѓаат ромите наши. И во тоа, значи, гледам ангажираност, целокупност, едногласно донесена одлука у председателството на Сојузот на ромите, ќе работиме и сите роми заеднички работиме, без разлика, не се ова сега председателски избори, парламентарни, локални, значи градоначалници, советници, туку се работи за ромите во Република Македонија, се работи за сите граѓани во Република Македонија, се работи за НАТО, стабилна држава да имаме, да влеземе во Европа, ромите сите и сите граѓани на Република Македонија. Со тоа, значи, рачунаме дека нашиот придонес некаде сите политички партии што постојат и сите што сме ромите, овој пат ќе работиме за Република Македонија, ќе се искочи да се гласа за НАТО, за Европа да влеземе, да го поддржиме тоа и ромите нема овој пат меѓу себе да се цепкаме, да се делиме, туку ги повикувам сите ромски политички партии као што се за и да останеме сите заедно вака, сплотеност и да искочиме да работиме. Ние Сојузот на ромите работиме веќе, на терен сме сите и очекуваме ромски гласови да помогнеме на нашата држава за подобар просперитет во оваа држава, да имаме сите граѓани и сите роми кои живеат и другите националности. Никаде од нас ромите се очекува од 42.000 до 47.000 гласа во Република Македонија да дадеме, да помогнеме. Значи, апел до мене, до сите граѓани на Република Македонија, до сите политички партии да се уклучат, до сите невладени организации,
на Република Македонија да се уклучат, секој граѓанин свесно да размисли за еднината на своите деца, за своите внуци, за поколенијата кои ќе бидат понатака, за добровит на Република Македонија, за да се гласа за Европска Република Македонија да влезе во Европа и во НАТО. И повик уште еднашка, замолувам до сите граѓани, никој без резерва да не биде, сите заеднички да искочиме на тој ден, да искочиме што порано, што помасовно и референдумот да не биде успешен. Гарантирам и сигурен сум дека ќе биде успешен референдумот. Благодарам. Што мислите за оние партии кои практично нема да го поддржат? Тие партии што нема да го поддржат, ама нивните членови и македонскиот народ што постои у тие партии, скришом ке гласа. Затоа што за. А нормално и некој нека не гласа, ама уствари нека гласа против, нека искочи, нормално за да биде успешен референдумот. Се работи за стабилна Република Македонија да биде, затоа што со влегувањето во НАТО ние имаме стабилност во нашата држава. Доколку не проаѓа референдумот, знаете сите дека не е тоа сигурно за живење во оваа држава. Изволте некој друг. Што мислите за вашите екс-колеги со факт, значи од ВМРО ДПМН кои практично немаат став за референдумот, како го коментирате тоа? Ја не би коментирал ништо околу нив. Не би коментирал, ама мислам дека при крај ќе превладе разумот и кај нив, дека се работи за Република Македонија. Ние немаме друго, затоа што и цело време кога се работело за во НАТО и за Европска Унија да влезе. Значи, тој пат истиот е. Сега, знаете, магарето застанало на улица и не ќе да шета и сега мораш да го малку боцкаш или едно друго. Мислам дека не е вред тоа да го бойкотираат. Нека слободно искочат да дадат повик кој е за, кој против, углавно да не се бойкотира референдумот.